10 најдобри места за посета во Македонија. Фасцинантна земја за истражување, која се уште не е многу откриена. Македонија е благословена со неверојатна природна убавина и опојна мешавина на култури кои се потпираат и на балканските и на медитеранските влијанија. Во различни периоди владееле римјаните, османлиите, србите и советите. Има многу богатство на историски места низ целата земја. Меѓу најдобрите места за посета во Македонија се старите манастири и тврдините на врвот на ридовите. Џамии, православни цркви и неверојатни археолошки урнатини се исто така распространети, а многу од нејзините градови имаат прекрасни стари чаршии во срцето, кои датираат од отоманското време. Неговиот планински пејсаж е дом на блескавите езера и трепетливите водопади, а неговите 3 национални паркови се полни со прекрасни патеки за пешачење кои се пробиваат меѓу зелените ридови и долини. Со своето често турбулентно минато сега зад себе, богатството на неверојатни туристички атракции на Македонија ја прави фантастична, малку позната дестинација, која има плејада од неверојатни работи што треба да се видат и направат. 10. Струмица. Позната по прекрасните византиски манастири кои се наоѓаат надвор од градот Струмица, кој се наоѓа на исток на Македонија, околното село е полно со магични водопади и планини. Тивок и релаксиран град, Струмица е дом на некои прекрасни урнатини и археолошки локалитети, како што се тврдината Цареви кули, кои потекнуваат од 5 век, додека многу луѓе едноставно застануваат на пат до блискиот граничен премин кон Бугарија, зачудувачките села, историските знаменитости и блескавите водопади, Колешино и Смолари секако гарантираат подолг престој. Најдоброто време од годината за посета е за време на Струмичкиот карневал, кога целиот град се собира да слави со различни паради, музика и традиционални настани. 9. Прилеп. Сместен под гол рид, украсен со урнатините на старата тврдина. Прилеп е полн со историја. Некогаш бил владеачко седиште на средновековното кралство, како таков има многу фантастични цркви и манастири наоколу. Пешачењето до тврдината од 10 век е задолжително кога сте во Прилеп, поради воодушевувачките гледки што ги нуди градот. На патот ќе поминете покрај многу чудни и чудесни карпести формации, како што е интригантниот камен слон. Мирно, опуштено место, шетање низ Прилепската стара чаршија е прекрасен начин да го поминете денот. Бројните цркви во градот имаат своји карактеристики и посебни карактеристични убавини. Црквата Благовештение е несомнениот белег со своите прекрасни галерии и резбарии. 8. Тиквешки вински регион, познат по чудесното вино, што го произведуваат брановидните ридови и долини на Тиквеш се дом на плодни почви, а топлата клима го прави совршен за одгледување грозје. Овде виното се произведува од 4 век пред нашата ера. Мирната гледка е шармантна за обиколка наоколу додека застанувате во живописните чудни винарии и лозија за да ги вкусите локалните производи. Покрај прекрасното вино и пејзажот, Тиквешкиот вински регион има голем број цркви, езера и драматични клисури, на кои можете да застанете на патот до вашата следна винарија. 7. Национален парк Пелистер. Основан во 1948 година, Националниот парк Пелистер е планинско подрачје која го покрива масивот на планината Баба. Резерватот е дом на мноштво ендемични животни, меѓу кои се мечки, волци и вивливи орли. Најстариот национален парк во земјата, Пелистер е дом на 2 прекрасни глацијални езера, кои се сместени настрана среде неговите високи врвови. Овие се прекрасно познати како Пелистерски очи, со многу разновидна природа на изложба и изобилство од пешачки патеки кои се извртуваат меѓу долините и шумите.
Пелистер е задоволство да се истражува. Глетките од врвот на планината Пелистер ќе ви го одземат здивот, доколку планинарењето веќе не е. Покрај сето ова, можете да кампувате во парк или да одите на скијање, во зависност од годишното време. 6. Битола. Сместена недалеку од границата со Грција на југот на Македонија, Битола е вториот по големина град во државата. Тој е полн со прекрасни стари градби, прекрасни уметнички галерии и плејада на гостопримливи и пријателски кафулиња. Многу подалеку од разбрануваната патека, Битола се наоѓа меѓу 3 различни планински венци. Како таков се прикажуваат прекрасни пејзажи, како и сценски прошетки меѓу зелените ридови и планини, кои го обкружуваат градот. Во градот посетителите ќе најдат елегантни градски куќи во пастелни бои покрај прекрасните џамии и цркви, додека старата чаршија, која датира од отоманско време, е прекрасно место за пиење кафе и за гледање. Со жива културна сцена овде се одржуваат многу фестивали во текот на годината. Меѓу музеите особено вреди да се посети музеот на Битола. Дава фасцинантен поглед на историјата и културата на градот. Основана во 4. век пред нашата ера, Битола е едно од најдобрите места за посета во Македонија. Само надвор од градот се неверојатните археолошки урнатини на Хераклеа Линкестис, кои не треба да се пропуштат. Римската локација е дом на некои прекрасни мозаици на подот и урнатините на римските бањи. 5. Национален парк Галичица. Сместен помеѓу Охридското и Преспанското езеро, прекрасниот национален парк Галичица е диво и прекрасно место за посета. Пешачењето меѓу недопрените долини и шуми и планини секако ќе ги воодушеви љубителите на природата. Доминирана од варовничкиот масив Галичица, што се наоѓа помеѓу двете езера. Националниот парк е дом на голем број на високи врвови. Од нивните врвови се гледаат неверојатни погледи на околните села. Со живописни мали планински села, изобилството на фантастична фауна и флора и разновиден пејзаж кој опфаќа езера, планини и долини. Природната убавина на Националниот парк Галичица вреди да се провери кога сте во Македонија. Именуван по планината Галичица, која се протега на границата меѓу Македонија и Албанија, Националниот парк Галичица се наоѓа на македонската страна на планината и ја покрива областа помеѓу Охридското и Преспанското езеро. Ако се качите доволно високо на планината, можете да ги видите двете езера и истовремено па дури и да направите фотографија од двете. 4. Кањонот Матка. Најпопуларното еднодневно патување од Скопје. Иако можете да изберете и да престојувате во кањонот Матка неколку дена во локалниот хотел, лесно достапно со такси, автобус или автомобил. Едноставно немате изговор да не го посетите ова прекрасно македонско природно чудо додека сте во градот. Кањонот Матка го сакаат љубителите на планинарењето, маѓепсниците и фотографите од сите нивоа. Додека тука можете да одите на возење со брод, да ги посетите манастирите, да пливате, да возите кајак, да пешачите или да посетите некоја од пештерите. 3. Трпејица. Трпејица на Охридското езеро го доби прекарот на македонскиот сен Тропе, бидејќи туристите се повеќе се насочуваат кон посета на ова место, но гламурозно поранешно рибарско село. Повеќето хотели овде се всушност куќи за гости управувани од локалните жители, кои ги отвараат своите домови за бројни туристи за време на екот на сезоната и се враќаат на редовниот живот во текот на остатокот од годината. Додека сте тука, можете да се препуштите на пливање, нуркање, пловење и впивање на сонцето на брегот. Има репутација на најчиста вода за капење на езерото, а инстаграмџиите ги обожаваат фотогеничните карпи кои се истакнуваат од водата. Можете да го посетите како еднодневно патување од Охрид или да се базирате овде на неколку дневна целосна релаксација. 2. Кратово. Сместен во кратерот на изгаснат вулкан.
Музејскиот град Кратово е познат по своите 6 камени кули и неговата живописна архитектура од 19. век. Друго што не може да се пропушти во градот се средновековните мостови, вклучувајќи го и мостот на Рада и подземните тунели во градот. Ако го посетите Кратово како еднодневно патување од Скопје, погрижете се да го поврзете со застанување во блиската камена Куклика. Ова природно чудо е збир од камени столбови според легендата дека секој столб е член на свадбена веселба под проклетство од презирана невеста. 1. Манастир Свети Наум. Популарно еднодневно патување од Охрид. Манастирот Свети Наум се наоѓа на брегот на езерото во близина на албанската граница. Сепак црквата е важна за повеќе од само нејзиниот прекрасен амбиент. Ова е еден од првите споменици на македонската црковна архитектура, изграден во византиско време. Централниот дел на манастирскиот комплекс е црквата Свети Архангел и таа е највозбудливата градба во целиот регион, опкружен со високи чемпреси, традиционални градби и камени ѕидови. Убаво е зацкриено. Внатрешноста на црквата е добро позната по карактеристична желба за дрвото, која е многу стара, која датира од 17 и 18 век. Внатре во црквата се уште се наоѓа иконата на светото успение на Свети Наум, кој го представува најстариот предмет. Јадрото на манастирскиот комплекс е бујна и спокојна градина со фонтански потоци, шарени пауни. Атракцијата сама по себе, овие птици се популарен белег и на целиот регион.